со мене во студиото традиционално за добро утро го имам Дејан Андоновиќ. Дејан, добро утро. Добро утро. За да малку резимираме што се случува макар ни светот, бидејќи денеска е 65-6 ден во статистички гледано 65 ден. Така, Украина. Вчера беше Гутереш таму, гледам дека Гутереш... Беше Петков таму. Да, бугарскиот така е. И некако ги ракетира. И веднаш медиумите го вадат на ракетиран Киев во време кога бугарскиот премиер е таму. Сега. Мислам дека е повеќе заради Гутереш. Па не заради Гутереш е сигурно веројатно не знаеле дека е Петков таму, но ајде секој дели се вади. Две ракети центарот на Киев, приближно гледам 2 згради погодени, пожари и така натаму, не знам дали има жртви. Меѓутоа, приказната со Украина продолжува. 65 ден, нели, статистика правиме. Да, изминативе 2 дена имаме 2 или 3 нови тенденции. Јас ги сумирам само кратко во интерес на времето. Првата тенденција е дека почна Киев изминативе 3-4 дена повторно да го ракетираат. Значи, нели имаше една пауза од како руските сили се префрлија во источниот дел за големата тенковска битка која никако да започне. Така да Киев очигледно не може да каже види ние сме завршиле со оваа војна. Втората тенденција е секако она што се случува во Молдавија, а ние изминатите денови јас ти ги коментирав, но уште пред да се случат, таму се активира, ми се чини, фронтот. Ќе подсетам, Приднестровје е делот каде што живеат Руси, каде што е еден мал дел од Молдавија, каде што веројатно геостратешки Русија сака да излезе на границите со Европа, но исто така морам да кажам дека таму има една воена формација на руската армија. Подолго време се вели дека има 1500 константно војници, но таму е стационирана една од армиите на Русија, која во даден момент може да се пополни и од таму веројатно се тргне на Одеса, она што беше целта на Русија, да ја направи Украина континентална држава. Тоа е втората тенденција. Третата тенденција, јас вчера имав еден текст на таа тема, именно ако Путин тргна со денацификацијата и демилитаризацијата како главен мотив да ја сруши Украина, односно да ја попречи. Тој велеше ние не освојуваме територии, само сакаме да го сузбиеме нацизмот. Киев возврати со декомунизација и дерусификација, односно почна ги трга сите оние споменици кои беа од руско-украинското пријателство кое датира од советската ера, така да тоа се две идеолошки судири и она што е тенденција, сакав да го докажам до крај, дека Путин рече ние ќе ги изчистиме Украина од нацистите, од аспирациите за членство во НАТО, но не освојуваме територии, но што се случува сашо, секој освоен град изминативе денови од 1 мај влегува во платниот систем на Русија, значи ќе ја користат наместо гривната рублјата, што укажува дека истиот принцип како што беше и на Крим. Го анектираа Крим и веднаш го ставија во границите на руската држава, па да констатираме дека ова испадна освојувачка војна. Добро, вчера имаше важни говори на американскиот претседател. Тој именно предлага до Конгресот да се одобрат 33 милиарди долари помош во врска со украинската војна, бидејќи тоа не се сите пари за Украина. Значен дел од тоа одат пари кои што ќе бидат за соседи на Украина, за НАТО сојузници и така натаму, но сепак ќе завршат едно, веројатно половина од тие пари во војна опрема, но и друг вид на помош за Украина. Меѓу другото, таму има и пари обезбедени за американските земјоделци кои што треба да добијат субвенции за засилување на овие, како да кажам, нестачицата во свет, треба да покријат со храна која што се појави така. Политика која видовме во Втората светска војна со Рузвелт, кога нели со биг дилот успеа да рецесијата да ја врати некако американците се вратија. Тоа е еден спектакуларен потез во смисла на поддршка на Украина, бидејќи тоа ќе значи заедно со она што и ММФ предвидува и така натаму, се чини дека сите се подготвуваат за еден долготраен судир, дека ова што требаше да биде со парада на 8-9 мај таму на денот на фашизмот, дека ништо тоа нема да има и дека практично и руската и украинската страна со своите сојузници и поддржувачи се подготвува на еден долготраен судир кој што гледам се најавува може да трае со недели, месеци, па некои дури велат и години.
во некаква форма се разгледа, не верувам дека тоа ќе биде фронтални судари секој ден и така натаму. Фронтот сега инаку е негде околу 400 километри долг, на едно-две места е пробиен од страна на русите, тоа се оние помали градчиња каде што Херсон, каде што се Кременски, како се вика така. Но во суштина нема големи придвижувања, осим што има по време на ракетирање, гранатирање и така натаму, прилично е стелмейт, што викаат. Па се уште е Мариополеве, уште трае таа приказна околу Мариопол, мислам веќе не ја ни споменувам, во Челичаната се уште околу 2500 до 3000 луѓе, борци, можеби се и странски цивили, платеници, има и цивили. Путин нареди да не се влегува внатре, да се чека они да излезат, меѓутоа они не излегуваат и некако 65 дена. Борба на исцрпување. Борба на исцрпување, но борба на исцрпување на глобално ниво, Сашо, бидејќи ја не знам колку на руската економија, на руската армија, конечно знаеме што значи да си војник. Колку тоа тебе ти одговара како држава, освен што си у војна со целиот свет, дали ти одговара да идеш на долга војна или да одиш на кратка војна, особено што има и голем број на човечки жртви. Некако ми текна неколку пати кога ги коментираме овие, гледам и колегиве кои ги следам од другите медиуми странски, некако се споредува со зимската војна 39-та, ми се чини дека Украина за Путин е она што беше Финска за Сталин 39-та, кога мокината црвена армија се сопна на малата финска армија, да, тие успеа да ја освојат Финска во тоа време, но видов податок 150.000 руски војници загина у таа зимска војна. Јас знам дека Русија релативно мала војна, а огромни неочекувана, особено што историски, ако се подсетам, Финска не доби никаква помош од тогашните две империи, Франција и Британија. Нешто слично се случува и сега. Дали Путин ќе испадне како Сталин, ќе биде поуспешен или помалку успешен, ќе видиме. Тоа не е баш препорачливо за самата Русија. Јас со други ги споредувам војните. Гледам дека се вадат се повеќе приказни го тоа дали Путин има Паркинсон или дека има рак на тироидна жлезда, наводно се анализираат видеа од неговите 2-3 последни средби, му се тресе раката, му се тресе ногата, има околу тоа нешто занимливо. Додуше, што е право, гледам и Дојче Веле го читам на германски, пренесен е текстот на разни јазици. Таму има една, како да кажем, симптоми кои што стручњаци ги проценуваат дека Путин иако изгледа прилично старено, очигледно да, и годините се, ама и стресот е веројатно огромен. Стресот е, годините, но ја морам да кажам другата страна, нели, што искоментирав пред да влезем во студио. Сликата за Путин дека е Хитлер и сега ме подсети на оние снимки кога Хитлер 44-та се поздравува со последната берба на борци, односно старите и децата во одбрана на Берлин, каде што му се мрда десната рака, демек веќе тоа му веќе бил многу болен. Сега се прави една на некој начин се споредува ако Путин и го има синонимот дека еве го оној као Хитлер освојува, сега и тој нешто и као не. Мислиш дека е пропаганда во Па не, мислам, не ја исклучувам опцијата. Знаеш како, не можеме ништо да знаеме и нема никад ни да тоа да знаеме. Ние денеска читаме за Сталин дека уствари бил отруен, а не дека имал инфаркт и така, тоа ќе дознаеме кој знае што на крај дека бил и ова. Зато велам, неблагодарно е да го коментираме, медиумите се играат својата улога. Видовме ние на Зеленски што му направија дека е наркоман, дека шмрка кокаин и така тоа. Значи, јас веќе почнам ништо да не верувам. Она што можам да го видам, таму е она што го зборуваме. Има војна, се менува светот, Западот е поприлично инволвиран во состојбата со Украина, но се уште на дистанца. Путин завчера, јас го коментирав тоа, не знам колку го пратеше, бидејќи беше нели на пат. Путин, не знам од каде, никаде вчера излезе повторно се закани дека ако некој се вмеша, јас ова, она. Значи нешто има што ние не знаеме, што не е добро. Веројатно има многу што ние да. И сега ајде Молдавија, земавме Сашо, морам да ти кажам дека ова со Финска и Шведска ќе биде незгодна состојба, се удвостручува Не, се удвостручува една од причините зашто почна оваа војна, а тоа ќе биде зголемена границата на НАТО со Русија, не знаеме како ќе реагира Русија тука, секако може да реагира и се пали повторно на фронтот на Блискиот Исток.
Израел, палестинци, а јас стравам дека може да пукне повторно Сирија, ќе потсетам оној пат на катарскиот газ кој иде кон Европа. Не знаеме дали некој ќе сака да го активира. Добро. Во секој се случај само до 3 мај спекулации. ништо нема да се реши. Па ја Може мислам да продолжи викенд да го дека да сите го одмориме. се трудевме измината сезона, па и војници може да го прослават тој ден со штрајкови демонстрации. Во Црна Гора малцинска влада. Тоа е ново. Дритана Базович конечно стана премиер. Да. Долго посакуваната функција. Долго посакуваната 20 функција. нови министри, малцинска влада, што значи тоа воопшто за самата Црна Гора? Ќе биде стабилизација или ќе биде продолжување на една Слушај, па нестабилност? малцинска влада колку може да стабилизира мнозинство? А она што се случува во Црна Гора е дека Дритана Базович конечно стана нели премиер, како што кажавме, ја доби поддршката од лузерот, од губитникот на претходните избори за кој бомбастично беше најавено дека завршил со својата кариера. Тоа е Мило Ѓукановиќ, Демократската партија на социјалисти кои само 30 години се на власт и тие некако по првичниот неуспех на минатите избори влегоа магично со малцинска влада го поддржаа Дритана Базович и се стравува дека политиката на Мило Ѓукановиќ со Црна Гора ќе продолжи, а веќе се гледа со тоа што на некој начин Црна Гора нели е една од по-онака агресивните во антируската политика. Ќе видиме што ќе се случува. Ми се чини дека во наредниот период би било добро Црна Гора да се стабилизира во односите со Србија, пред се со Српската православна црква, која се смета дека е една од причините за дестабилизацијата на Црна Гора. Ќе видиме колку Дритана Базович ќе има капацитет, но кога ќе го видам составот на новата влада, коалиционен, не ми ветува многу, морам да признам.